Председател на владата на Република Северна Македонија господин Христијан Мицкоски, почитуван министер за внатрешни работи господин Панче Тошковски, почитувани министри од владата, почитуван државен секретар господин Сашо Петрушевски, почитуван директор на Бирото за јавна безбедност господин Александар Јанев, почитувано раководство на Министерството за внатрешни работи и Бирото за јавна безбедност, почитувани и ценети семејства и роднини на загинатите припадници на единицата, почитувани директори на Агенцијата за национална безбедност и Агенцијата за разузнавање, почитувана амбасадорка на Соединетите Американски држави, Ваша екселенцијо господја Анджела Агелер, почитувани пратеници, градоначалници и представници на институциите, почитуван началник на одделот за специјални полициски операции господин Сашко Зенговски, почитувани поранешни командири и команданти на единицата, почитувани команданти на единиците од армијата, почитувани соработници и пријатели на единицата, почитувани припадници на Саја Тигар, ценети представници на медиумите, дами и господа. Ми представува посебна чест и задоволство да ве поздравам и да ви посакам топло добре дојде во базата на специјалната антитерористичка единица Тигар на одбележување на денот на нејзиното формирање. Овој ден е многу значаен за сите поранешни и сегашни припадници на единицата, а вие почитувани со вашето присуство денес укажавте голема почит кон нас, правејќи го овој ден уште поголем и посвечен, за што сме ви неизмерно благодарни. Денес одбележуваме 44 години од формирањето на нашата единица. Саја Тигар е формирана на денешен ден 1981 година како прва и единствена специјална единица во државата. При процесот на осамостојување на Република Македонија, период кога се распаѓаше тогашната Југословенска народна армија, а со тоа и безбедносниот систем во целина, во време кога македонската армија беше во фаза на формирање, нашата единица беше ангажирана за извршување на специфични безбедносни задачи, како на државната граница, така и во внатрешноста, со што одигра важна улога во одржување на стабилноста и безбедноста и зачувување на територијалниот интегритет и суверенитет на Република Македонија. Со текот на годините, единицата растеше, се развиваше и усовршуваше, профилирајќи се во она што денес представува високо професионална, специјализирана, обучена и врвно опремена формација, подготвена за успешно справување со сите предизвици што ги доведуваат во прашање националната безбедност и безбедноста на граѓаните. Чекорејќи длабоко во петата деценија од постоењето на Саја Тигар, незините припадници низ секојдневното работење демонстрираа силна посветеност и амбиција не само да ги извршат оперативните задачи, туку и да ги надоградуваат своите перформанси и стручни капацитети со препознатлива пожртвованост. При тоа не штедејќи се себе си, а секогаш кога било потребно ги ставале на ризик и сопствените животи. Денес на 13 март го одбележуваме денот на единицата. Ден што не подсетува на нашата мисија, нашата чест и нашата одговорност кон татковината. Ова е ден кога со гордост ја славиме историјата и традицијата на Саја Тигар, но и ден кога со длабока почит се навраќаме на оние кои ги изгубија своите животи при извршување на службените задачи. 7 припадници на нашата единица, вршејќи ја својата должност, штитејќи го уставниот поредок, мирот и безбедноста, ги загубија своите животи. Со нивната храброст, решителност, посветеност и жртвата што ја дадоа, ни поставија високи морални и професионални норми како пример за нас и за идните генерации. Почитувани семејства и роднини на загинатите припадници на единицата, со длабока почит се поклонуваме пред храброста и жртвата на вашите најблиски. Вашата болка е и наша болка, вашата гордост е и наша гордост. Нивните имиња ќе бидат вечно врежани во историјата на нашата единица, а нивниот дух ќе продолжи да живее во секој припадник на оваа горда единица. Ви благодариме што ги воспитавте во вистински херои. Ве уверувам дека никогаш нема да бидат заборавени, бидејќи сите даваме по нешто, но некои, односно токму тие, дадоа се. Би сакал да искористам оваа пригода да изразам благодарност на министерот за внатрешни работи, на директорот на Бирото за јавна безбедност и на целокупното раководство на министерството, бидејќи од првиот ден го препознаа значењето на Саја Тигар како значаен дел од организацијската структура на министерството, па затоа не само декларативно, туку и конкретно
преку плановите за набавки на МВР за 2025 и 2026 година, ја ставивте нашата единица во врвот на вашите приоритети за опремување преку набавка на потребните материјално-технички средства, опрема и нови униформи, покажувајќи со вашите заложби дека безусловно тежнеете кон динамична модернизација и развој на нашата единица. Вашето лидерство, ресурсите што ги обезбедувате и условите што ги создавате се клучни за нашата оперативна подготвеност и успех. Сигурен сум дека и во иднина низ заеднички напори ќе унапредуваме безбедноста на нашата држава. Еден од најзначајните сегменти на кои се темели успешното извршување на специфичните антитерористички и полициско-безбедносни задачи и операции представува континуираната и интензивна обука на нашите припадници. Во таа насока, изминатава година, покрај обуките, согласно изготвените планови и програми, кои беа реализирани од инструкторскиот тим на единицата, САЕ Тигар учествуваше на повеќе обуки, семинари, размена на искуства и конференции со сродни воено-полициски единици од регионот и пошироко. Како позначени ќе ги издвојам следниве. Повеќе обуки во континуитет реализирани од инструктори од Националната гарда на Вермонт од Соединетите Американски држави на тема деминирање на експлозивни направи. Неколку обуки реализирани со припадниците на специјалните сили на армијата на Соединетите Американски држави, зелените баретки, со акцент на планирање на операции и борба во урбана средина. Обука реализирана во Франција со француската специјална полициска единица РЕД на тема постапка на интервентните тимови при терористички напади. Обука со специјалната единица за одговор при катастрофи од противпожарниот сојуз на Република Грција, реализирана на канјонот Матка во Скопје. Обука со интервентната полиција од Република Германија на следниве теми: дрон и антидрон заштита, укажување на прва помош и боречки вештини. Учество на конференција за преговори во Белград, учество на меѓународна вежба во Република Турција на Егејското море, учество на обука за мировни мисии во Каиро, Египет и други. За време на овие семинари и обуки и размена на искуствата, САЕ Тигар покажа дека е компатибилна со сродните антитерористички единици од другите европски држави, што ја прави рамноправен партнер при зачувување на безбедноста на домашно, регионално и меѓународно ниво. Ја користам оваа пригода да им се заблагодарам на амбасадите на овие држави и на нивните полициски аташеа, а особено на амбасадата на Соединетите Американски држави и Канцеларијата за одбранбена соработка за нивниот особен придонес за реализација на поголем дел од горе споменатите обуки. Во поглед на оперативните задачи кои ги реализиравме, имајќи го во предвид конспиративниот карактер на истите, ќе истакнам дека покрај секојдневните активности за обезбедување на ВИП лица, нашата единица во соработка и координација со другите оддели и сектори од Бирото за јавна безбедност и Министерството за внатрешни работи, а особено со одделот за сузбивање на организиран и сериозен криминал и одделот за криминалистичка полиција, успешно реализиравме голем број на задачи за сузбивање на организирани криминални групи и терористички келии, при што членовите на овие криминално-терористички групации беа лишени од слобода, меѓу кои и лица барани под домашни меѓународни потерници, а при тоа беа запленети големи количини на наркотични средства, оружје и муниција. Покрај овие задачи, посебно се гордееме што нашата единица изврши повеќе спасувачки операции за спасување на повредени и исчезнати лица на тешко пристапен терен во планински предели, задачи извршени најчесто во содејство со одделот за воздухопловни единици при МВР, за што сум им искрено благодарен, како и задачи за пронаоѓање на исчезнати лица во екстремни услови на водени површини. Нашата единица исто така изминатава година учествуваше во активности за спасување на граѓани и имот, справувајќи се со шумските пожари кои ја зафатија нашата држава. Почитувани, денес живееме во време на многу предизвици и бројни закани од глобални размери. Во насока на заштита на уставниот поредок, мирот и безбедноста и борбата против тероризмот и организираниот криминал, ќе нагласам дека во наредниот период ќе ги интензивираме тренизите за да го држиме високото ниво на обученост и подготвеност. Ќе работиме на зацврстување на тимскиот дух, на подигнување на физичките и менталните капацитети, затоа што секој припадник на САЕ Тигар мора да биде непоколеблив пред секој предизвик. Со соработка, дисциплина, професионалност, брзо и енергично действување, ќе останеме ударната сила на Министерството за внатрешни работи. Сила што секој непријател ќе ја почитува, а секој граѓанин ќе ја доживува и гледа како гарант на мирот и безбедноста.
На крајот, почитувани, уште еднаш ви се заблагодарувам за вашето присуство, а на сите сегашни и поранешни припадници ви го честитам денот на единицата. Нека е честит и вековит 13 март, денот на САЕ Тигар. Да живее специјалната антитерористичка единица Тигар. Да живее Македонија. Ви благодарам.